and the masters of the universe. Јас сум Адам, принцот на вечноста, ги чувам тајните на замокот Сивиот череп. Ова е Грингер, мојот најдраг пријател. Откри во мене необична скриена моќ, кога еднаш со необичен глас реков: во името на моќта на Сивиот череп, јас сум моќен! И Грингер стана необичен, а јас станав Химен, најмоćниот човек на Вселената. Само тројца ја знаат тајната, нашите пријатели, волшебничката, војникот и Орко. Заедно го браниме замокот Сивиот череп од злите сили на костурот. Лек. Се надевам овој пат ќе ни успее, Данкан. Многу ни е важно. Горет, Адам. Сега внимателно, внимателно. За малку ќе успеевме. Да се обидеме уште еднаш. Уште еднаш? Па ова е веќе 11-ти пат. Знам, треба да се вежба. Имаш право. Се надевам вие имате право. Почнуваме. Ајде, Адам, обиди се уште еднаш, внимателно. Успеавме. Тела, имам одлични вести. А јас слуша вест, татко, за еден наш пријател. Сериозно е болен. Кутриот Рохат, мојот учител од кој толку многу научив. Сега е безнадежно болен. Морам да го видам. Сакам да дојдам со тебе. Сакам и јас. Раскажи ми се, Витро, како се случи тоа? Го баравме по пештерите, мојот внук, кој се загуби. Јас загубив секаква надеж дека ќе го најдеме. Секаде пребаравме, Рохат. Почекајте, слушам нешто. Како да има друга пештера зад зидов? А од каде ли се влегува? Најпрвин со помошта на гама зраците да провериме дали е таму. Еве го, Рохат, го најде. Пуштам најголема енергија. Придржи, да го земам момчето. Кој те поканил па тебе? Наскоро внукот ке ти биде дома на безбедно. Веднаш помислив на тебе, војнику. Ти си му пријател. Правилно постапив, нели? Тоа ме радува, Витро. Затоа се пријателите. Тела, остани овде со Рохат и помогни му. Јас и Адам ќе одиме до замок на Сивиот череп. Да се надеваме дека волшебничката ќе ни помогне. Рохат го гризнало некој отровно животинче. Му се ближи крајот, ако не донесете против отров. Но како? Каде да го најдеме? Може да го спаси само тревката Вивар, што расте
во една пештера на врвот на планината Целита. На кристалните планини. Нема да стигнеме на време. Мораме со силата на сивиот череп. Јас сум моќен! Физички подготвено дете во предучилишна возраст, Да се дамнешни. Почитувајте нивната моќ, побрзајте. Времето е кратко. Мораме да го спасиме мојот драг Не пријател. грижи се, летачот ќе не однесе и ќе не врати во рекордно време. Не, електронскиот засилувач мора. Не. Грозницата му се влошува, почнува да влада. Го губиме. Смири се, Витро, татко ми и принцот Адам ќе најдат лек. Подобро да побрзаат. Рохат е добар човек и силен, ќе издржи. Тој е голем човек. Како мој учител постојано ме извлекуваш од невољи. Неколку пати ми го спаси животот. Работевме на неговата временска машина. Не сум чул за тоа. Имаше причина. Не ги разработивме деталите. Рохат сметаше дека ако изнајдеме друга точка на времето, слично на нашето, ќе отпатуваме таму. Никогаш не избрзуваше, а јас пак правам се на брзина. Штом Рохат заспа, сакав да завршам според неговиот нацрт и план. Мислев ги имам сите одговори. Но не било така. Наеднаш се појави заслепувачка светлина. Се почна да се треси, да зачадува. Знам само дека Рохат ме вадеше од машината и потоа, како да знаеше што ќе се случи, ме извлече зад металниот сметач. И тогаш експлозијата дигна се во воздух. Ми го уништи целиот експеримент, а тој ни малку не се налути. Ме пофали за остроумноста и ми рече: понекогаш, пред да испробаш нешто, мораш да предвидиш како работи. Ми го спаси животот. Се надевам дека и ние нема. Мораме да сме внимателни. Има джиновски такридили во мочуриштата. Тие огромни птици не сакаат да им поминуваат луѓе преку живеалиштата, не им веруваат. Еве една, внимавај! Не промаши. Веројатно си го штити гнездото. Еве ја повторно. Држи се, Данкан. Беше близу, внимавај. Вливај, Тиман. Има вртежи во маглата што може да не повлече. Изгледа токму еден погодивме. Не беше толку лошо. Се подреков, погодивме еден голем. Ја губиме силата, нема така лесно да се предадем. Премногу за едно мирно приземјување. Да видам што се расиша. Вртежите ни го прекинаат доводот на струја. Потребни се денови да се поправи. Да продолжиме пеш, пријателу. Јас само ќе те задржувам. Твојата брзина ни е неостварена Поред, целба. јас ќе го донесам лекот што ќе го поврати Рохат. Ти си му единствената надеж. Еве, земи го инструментот. Ќе ти затреба, побрзај, Химен. Немаме Ќе многу. се видиме кај Рохат.
изгледа ќе имам проблеми. Тога би имал уште неколку раце. Се надевам ќе ми помогне. Богом! Ти благодарам, војнику. Успеавме. Редот е на мене. Сега... Кристални планини, еве ме мене. Побрзај, Химен. Времето на рокот му е одброено. Вртлог. Доста е да се извлечам. Ќе влезам во него. Татко се врати, што се случи? Имавме неколку незгоди. Адам ќе дојде во палатата. Сега ни помага Химен. Како е рокот? Се уште се држи, не знам до кога. А Химен нема да не изневери. Тој не може да изневери. Ако нема друг вртлог, навреме сум. Кога ќе ја преминам джунглата, кристалните планини ќе се на видик. Уловен так дрил во мрежата на голем пајак. Морам да продолжам, морам да го ослободам Рохат. Рохат би се согласил со тоа. Мораш подобро да се снаоѓаш. Подобро да те извадам одовде пред тој да се ослободи. А сега на планината Целита.
Се надевам што дојде. Благодарам. Се осмели да влезе во светата пештера на планината Викам Целита. Химен! Никој не смее да влезе во светата пештера, врати се! Доаѓам по благослов. Не можам да се вратам без лекот. Изгледа залудно си доаѓал. Те молам, морам да поминам. Вие смртниците не го почитувате старото, а сега доаѓаш по помош. Јас секогаш сум ме почитувал, а сметав дека вие го почитувате животот. Нема многу време, морам да го имам лекот. Толку ти е важен што ќе замолиш. Ако тоа го сакате, не се срамам да клекнем на колена и да ве молам. Да ве молам да и помогнете да спасам еден живот. Немам ништо против вас. Стани, Химен, праведно е тоа што го бараш. Нашиот гостин нема да го одбиеме. Земи го грнчево и нека влијае неговата света моќ. Благодарам, господјо. А сега брегукај рохат со помошта на такдрилот. Колку што можеш побргу, пријателу. Летај! Татко, пулсот му ослабнува. Уште малку, Рохат, издржи, пријател. Знам дека Химен ќе дојде. Побрзај, Химен, побрзај. Подобро да избегнеме оваа густа магла. Ке стигнеме до клисурите, ќе можеш ли? Па да го направиме тоа. Ова ни беше најмалку потребно. Гладен мандрон. Се надевам ќе му избегаме во клисурите. Немавме среќа. Не смееме да го загубиме. Ова е вистинското. А сега, пријателу, нападни го. Ова ќе го задржи. Напред кон клисурите. Те молам, издржи уште малку, пријателу. Татко, тој е овде. Химен е овде. Ти благодарам, Химен. Малку ме исплаши, Рохат. Ако не беше храбриот такдрил и инструментот на војникот, кој за жал веќе е изжвакан од непријателскиот мандрон, никогаш немаше да успеам. И го должам животот, Химен, и вам сите. А твојот нов изум, Данкан, што веќе го нема, не знам ни еден пронајдок што не може повторно да се направи. И тоа подобро од претходниот. И сега
ако учителот ги послуша своите ученици, време е да поспие малку. Благодарам. Ти благодарам за она што го направи, драг пријател. Та нели пријателите се за тоа? Денеска војникот и Химен ни покажа пример на едно вистинско пријателство. Кога рухат се разбоја, војникот направи се за да му помогне. А Химен го ризикуваше својот живот за да му помогне на војникот. Колку е убаво да имате пријател кој ќе се грижи за вас кога сте болни. Кој ќе е со вас во добро и во лошо. Па повеќето ги имате. Тоа се вашите двајца најдобри пријатели, вашата мајка и вашиот татко.